Здраво на сите, добре дојдовте на мојот YouTube канал. Јас се наоѓам во Кочани, во црквата Свети Ѓорги, на покана од отец Димитар Арсовски, кој што на јавноста и стана познат пред неколку дена, откако го сопре оној настан, немил настан, кога се случија немири во Кочани. Молам ви се у име на Бог и владиката замолува од негово име. Оставете само да ги закопаме тие дечиња. Луѓе, најтешкото е на нас, ние ги пуштаме у земја. Молам ви се, извадете главите, смирете се, одете се ако сакате утре падујде. Само смирете се, да не ги погребуваме коските на тие деца. Ја имам загуба, нема да ви се нека ми многу арма. Ми се јави и ме покани да дојдеме тука во Кочани со цел да раскаже што се случило тој ден, меѓутоа исто така и да испратиме една порака дека во овие моменти е потребна трезвеност. Повеќе на оваа тема секако ќе зборува тој. Отец Димитар, ви благодарам што ни се јавивте, што не поканивте да дојдеме. Колку се тешки овие времиња? Например, да ви посекам едно добре дојде во овие за нас тешки денови. Од оној разговор што го имавме нели пред да ги вклучиме камерите, нашата идеја, нашата замисла за еден подкаст беше сосем друго, но еве Божјата волја била токму по овој, за жал, повеќе од жален настан да се конечно запознаеме и да позборуваме за некои немили настани кои што се случува. Не само македонската јавност, туку буквално целиот свет е бомбардиран со информација околу она страотна трагедија каде што животот трагично го загубија 59 млади души во дискотеката во Пулс овде во Кочани. Во самиот воздух се чувствува немир, се чувствува тага. Кочанчани се познати како весели, како среќни луѓе полни со љубов, полни со гостолюбие. И сега гледаме една тотално диаметрално спротивна слика од тоа што ние како град всушност сме. Нема насмевки, нема радост, секојдневните поздрави како добро утро, здраво, добар ден се замените за жал со Бог да прости. Сето тоа е буквално повеќе од трагично, бидејќи народот ни е народски кажано, кочански овде како попарен поради тоа што се случи. Кочани е едно мало градче со нешто помалку од 30.000 жители. Градче во кое што сите се познаваме, сите се почитуваме и секој со секого е на некој начин сврзан. И такова трагедија не е само лична трагедија на семејството, туку ова е една колективна трагедија, бидејќи секој од нас има по некој кој што, за жал, го испративме во вечното почивалиште. Деновите се повеќе од тешки, буквално сме изморени и немаме зборови со кои веќе да се нели по медиумите да се објаснуваме, да кажуваме, бидејќи залудно е секое зборување. Сите кога ќе дојдат на терен без разлика од каде да се широм светот, ја чувствуваат таа, како да речеме, тажна енергија која што владе овде во градот. Отец Димитар, кога пристигнавме ние тука денеска, вие бевте во болница. Вашата сопруга ни кажа дека сте со 200 притисок. Како успевате да најдете сила во вакви времиња и нели јас и предложив на сопругата ако треба да го одложиме овој интервју, меѓутоа и вчера кога се слушнавте имавте една јасна цел за овој интервју, да пренесеме надеж кај луѓето. Бомбардирани сме со негативни вести, тие ќе продолжат, нели? Меѓутоа дали постои надеж во еден ваков момент и како се држите? Како се држиме? Се држиме со Божја помош, со помош на лекарите. Одговорот е прост. Бидејќи навистина во сето она збеднување што се случува, ние просто сме пријатно изненадени од начинот на кој луѓето ја позна улогата на црквата во општеството, бидејќи буквално сите се сведоци во овие тешки времиња дека луѓето се ослонија на црквата. Ке се повторам, дадов една изјава на еден медиум, да објаснам, тоа е многу битно да знаат луѓето што е црква. Обично луѓето мислат дека црквата е една градба која што, нели, како храм во која што има
вработено свештеници, вработено луѓе кои што помагаат, домаќини, луѓе кои што нели се продавачи. Буквално црквата замислуваат како една мала фирмичка која што има приход расход, нели, која што буквално функционира, профитира и нели како што е познато правиме нели криминал. Тоа не е така. Црквата се прилагодува на световните, односно на државните закони, но црквата по својата дефиниција е заедница на верни луѓе. Луѓе кои што веруваат и што исповедуваат дека Христос е вистински Бог. Црквата, таа заедница ја сочинуваме и свештениците, но ја сочинува и народот, бидејќи не постои црква без свештенство, а уште повеќе не постои црква без народ. Чај ќе бидеме ние свештениците ако немаме народ кој што ни дава легитимитет. И ви верува. Да, апсолутно, апсолутно. Фала му на Бога, црквата доживува не само во Кочани, зборам за целата македонска православна црква, една духовна ренесанса каде што младите се обрнуваат кон верата, истражуваат, испитуваат, се консултираат и што е најважно се трудат да живеат по нехристијански начела. Многу пати сум зборувал, посебно со повозрасните, нели, во таа генерацијска разлика кога велат дека младите биле неморални, биле начинот на кој живееле не бил добар. Но искрено да ви кажам, тоа од моето искуство е скромно. Без разлика на овие сите медиумски, нели, моментално реклами кои што ми се направени, моето пастирско искуство е многу скромно. Но тоа скромно искуство, зборам за овде за Вокочани, со глава тврдам дека има многу млади души кои што живеат чисто, живеат ангелски, живеат богугодно, буквално се добри луѓе и пред се добри христијани. Но вистина социјалните мрежи се еден момент каде што, нели, постираат се и се што, но кога доаѓаат на разговори со нас, кога доаѓаат да се исповедат, всушност се гледаме нивната чистина, нивниот начин на живот. Тоа мене искрено ми дава многу надеж, ако ние како генерација, зборам за мојата генерација, за генерацијата на нашите мајки и татковци, имаме некој промашај и духовен и национален, мислам дека генерацијата што доаѓа по нас, дека сето тоа ќе го поправи, ќе го воскресне. Искрено се надевам да се дај Боже кога ќе се слушам после години да се кажам дека сум бил во пред да прашам за оној ден кога се случи, нели тука некои немири, за кои што ја сакам да кажам дека се оправдано тие револти искажани од страна на тие млади луѓе. Ми објавивте едно стори на вашиот Инстаграм профил, велите: најдраги мои, поради популарноста на видеото во која смирувам толпата, всушност луѓето сами се смирија, почна величање и глорификација дека сум херој, водич, продуховен и така натаму. Мило ми е што ме доживувате така, но за боја на вистината не сум ништо од тоа што ми го припишувате. Херои се сите и моите собраќа свештеници, војската, полицијата, медицинските лица. Вистинските херои не се во Кочани. Едните херои се по странските болници, а со другите се испративме вчера. Ве молам без непотребни пофалби и величања. Јасно. Пак ќе кажам, од каде произлегува се ова, затоа што и притисокот една страна доживеавте? Јасно. Во тие тешки моменти кога ситуацијата на вистина ескалираше, имаше повеќе сценарија да се нели реши. Најнепосакуваното сценарио беше специјалната единица, мислам, или војска или кои да се, нели, може тоа да го завршат на начин кој што немаше да биде добар, кој што можеше да ескалира. Во тие моменти, баш тогаш бев во болница, ми се јави неговото високо преосвештество митрополитот Брегалнички Иларион, нашиот надржен владика, кој што тврдам дека не сострадува, туку страда со сите нас, и ме замоли доколку, нели, имам можност да отидам да пробам да ги смирам тие луѓе, бидејќи, нели, ние тука се знаеме. Но исто така тој беше на готовност, доколку не успеам јас, тој, нели, да дојде со својот авторитет да проба да смири толпата. Искрено бев исплашен. Знаете, наелектризирана маса, револтирана. Само еден да рече што бараат попови овде, тоа можеше да биде ескалација, нели? Буквално. Се прекрстив и кренав кон на собраната маса. Сега тука имаше еден ред нели, специјалци кои што беа со штитови, кои буквално се зачудија, беа изненадени, направија пат. Потоа и полицајците, нели, кога масата веќе луѓе ме виде, веќе тука настана една
за мене пријатна тишина. Се качив на едно малку повисоко место и буквално тоа што нели видеото што го обиколи државата и Балканот, буквално ги од името, не од моје името, туку од името на црквата, од целата заедница ги замолив заради мајките, заради родителите на тие дечиња, да имаат почит и нели начинот на кој што тој револт го искажува, пак ќе кажам, на вистина од тагата им премина во револт и не ги во никој случај обвинува, но во никој случај не можеме нели да го поддржиме и насилството, тоа воопшто не е решение. Апсолутно. Штетите ќе се надоместат. Загубата на човечките животи не може да се надомести. Буквално без многу филозофирање, без многу мудрување, бев и под мал стрес тогаш, им зборував од срце. Доброто е тоа што ме послушаа зашто сум ми бескрено благодарен и каде да ми изјавим се заблагодарувам на тие мали деца на тие за мене се деца. Кој што како што кажа, се дел од црквата, бидејќи црквата го сочинуваат и луѓето. Јас многу добро ги разбирам. И јас да сум во тие години, и јас да сум бил сигурно би бил таму. Но нели нашиот повик, нашата служба, нашиот крст е да донесуваме мир, бидејќи напишано блажени се миротворците. И во име на родителите на дечињата, нели ги замолив и таа толпа не ради мене, не ради тоа најверојатно по дејство на Светиот Дух, а и по нивната здраворазумност, по нивната љубов и по нивното сострадување, да кажам дека е растурена е неточен термин, туку мирно, тивко, достоинствено си замина. Буквално се гушивме, им заблагодарив за целото тоа разбирање, пошто нели толпата беше разотидела, многумина од децата дојде од тогаш, во тој момент се одржуваше молебен за настраданите, за болните во болниците и нели молебен за упокоените дечиња. И многумина дојдоа во црквата, што посебно ме израдува. И знаете, кога ја видов таа гледка, веќе тука ми се измеша чувствата, бидејќи црквата никогаш толку не ми бил убав. Многу млади деца беа, но моментот поради кој се во црквата не беше убав. И знаете, тоа е повеќе од трагично. Во исто време се радуваме ради тоа што луѓето конечно се освестуваат и се свртуваат кон Бога, но начинот и болката, знаете, ја сострадуваме. Не само јас. Многу лошо беше, искрено бев колку луѓето да ме доживеа како херој. Не знам, како духовник имаше некои слики, како заштитник на градот, како ангел чувар, како не знам што. Јас јавно се оградувам од тоа, бидејќи луѓето секојдневно нас не гледаат. Значи, јас сум човек кој што има слабости, човек кој што има мани, како секој човек. И не можам да се прогласам за суперхерој во градот, бидејќи во целата таа гужва, во целото тоа збиднување, да ги омаловажиме медицинските екипи, денонокно, буквално па Дори има еден, за мене херој возачот на кој што почина. Прекрасен човек. Сме пиеле кафе, сме се дружили еден тивок, прекрасен човек. Тоа е херој, не сум јас херој. Да се вратиме на вечерта. Многумина од дечињата пак некои беа и возрастни. И деца беа повеќето и малолетни. Јасно. Иако не беа во диското, кога разбраа што се случува, се упатија, нели, по природна селекција како посилни, да ги извлекуваат послабите. И нели, дали од задушување, дали од пожар, буквално остана, не излегува. Тоа си херои, бидејќи тие буквално ја исполнија една од најголемите христијански заповеди. А тоа е, самиот Христос го кажува, тоа не го измислуваме ние. Кога вели дека нема поголема љубов од она да го положи животот свој за ближниот. Тоа е, значи, тоа е безкомпромисна, безусловна љубов. Буквално се жртвува и влегува во огн. Да се запрашаме ние од нас, ако сум во Мантија, дали јас да сум бил таму, дали би влегол. Чисто сами да се запрашаме и сами да се Не постои по-херојски чин. Не постои. Апсолутно. Не постои. Црквата учи дека таквите луѓе, јас нели сега да не расудувам и да не навлегувам во Божите судови, бидејќи тоа мислам ерес апсолутно нешто за кое се дразнам, но лично верувам, а и сите веруваат дека тие
по автоматизам, заради нивното херојско дело се вброени во редот на мачениците. Не маченици нели кои што биле мачени, туку маченици во смисла на љубовно распнување. Се распна и ги дадоа своите животи за други да живеат. Тоа се хероите. Димитар Арсовски е обичен човек, како и сите други кои што ќе гледа што побрзо да се врати во нормала, да се биде меѓу луѓето. Отец, јас ќе ви посакам да си го задржите здравието пред се и да бидете заедно со народот, затоа што во вакви моменти им требате. Како да се справиме со револтот кој што го имаме кон виновниците? Тоа е навистина поврзано со самиот настан. Луѓето во реално очекуваат правда. Да. Сакаат правда, се борат против корупција. Кој совет би го дале за во вакви моменти да се остане смирен, трезвен? Видете, црквата многу не обвинуваат дека ние секогаш кокетираме со власта. Да, секоја власт е од Бога дадена и ние како црква, бидејќи власта е од народот, ние имаме секогаш градиме добро односи со секоја власт. Но тоа не значи дека секоја власт е е дадена по Божјо допуштение, но дека и му е угодна на Бога. Колку и да се зацкриваме за тоа, сите знаеме, ја сега да кажам власта во волна, значи системот со години и години е трул. Тоа го сите знаеме, џаби ќе лажеме, џаби ќе лицемериме дека е се во ред. Не е ништо во ред. Така е. Мојот совет, тоа е лично моје мислење. Значи, кога зборувам овде, апелирам, има секакви новинари кои што може да ги извртат зборовите и тоа да го повикуваат како став на црквата. Тоа да зборувам лично јас како сограѓанин, сострадалник во целата ситуација. Не е ова официјален некој став на црквата, ова е лично мој став, да бидеме на чисто. Дај Боже, без никакви протести, власта да си ги засука ракавите и еднаш за секојаш да се заврши со сета таа корупција, со сите тие неправилности. Бидејќи доколку тоа го прави, без разлика кој да е власт, да не се сваниме погрешно дека навивачки сум за едните или за другите, значи како свештеник не ги делам луѓето и тие ми се исти и тие подеднакво ги сакам. Можеби тие што не знаат, ќе зборуваат што сакаат, луѓето од Кочани многу добро се знаеме и го знаат мојот однос кон нив и нивниот однос кон нас. И дека ние ниту еден, не само јас, ниту еден од моите браќа свештеници по партиска линија нема поделено човек. Значи секој човек е создание Божјо, боголико ние како тако го прифаќаме. Неговите политички ставови си е негов политички став. И редно време е власта да си ги преземе неопходните чекори за расчистување. Јас повеќе прашувам од душевен аспект. Дали треба да посетат црква? Дали треба да разговараат со некој отец? Дали е време да, ако досега не сме се свртеле кон верата, за жал, кога се случуваат трагедии, тогаш нешто во себе ти вика да се посветиш на верата. Најтешките 2 дена во овие мои 39 години беше денот кога се случи несреќата и денот на погребението на дечињата. Колку и да бевме под апчиња, под средства за смирување, колку и да имаме видувано смртта на нас не секојдневие. Но ставете се само тој ден луѓето да може да облечат мантијата и да видат како е кога тоа за мене мислам дека никогаш нема да го заборавам тој ден. Ги редиме пред дупките стапчињата на дечињата. Чини ми се дека поголема болка нема во светот кога мајките буквално чита и го бара местото на дечињата. Тоа беше нешто страшно. Тоа беше нешто што ми се чини колку мајки видов толку пати во срцето ми се покажи. Другото не ми беше толку трогателно, веќе мораш да собираш храброст да помине се достоинствено, тивко, како што доликува, да ги испратиме тие души. Но тоа беше за мене еден тежок момент. Во неделата кога се случи немилиот настан, тогаш баш бев дежурен во храмот овде и сабарито кажа дека се запалило диското и тоа нешто, знаете, не го сватив како нешто сериозно.
Нели, најнормално служив литургија со еден мој собрат на нивата Господова. И со истиот тој отец служив, се сеќавам дека служивме литургија кога беше случајот со диво насилие. Тоа ми беше една тешка литургија заради тоа што знаев што се случува нели во дворот. Но наеднаш, знаете, болницата како што видовте е на 50 метра воздушна линија, кога ни кажа што се случува пред да започне. Вие живеете до болницата. Да. А буквално ја отслужив расејаната, не знам како да ти кажам, некако нечудна литургија. Не знаев што правам, буквално што вели нашиот народ како пијана кокашка се однесува во олтарот. Само се молев Господ да ми прости, да ни даде сила. Дори самото пеење на хорот беше тажно. Тоа беше една, не знам како да ви опишам таа ситуација, јас имам само доживено тогаш и тоа е тоа. Завршивме со се, веќе кога излеговме по завршувањето на литургијата, имаше што да видиме. Сите расплакани, јас дежурен тука, нели, браќата по своите обврски. Во тој момент бев, нели, малку сам, буквално не знаеш што се случува. Од сите страни луѓе плачат, градот течеше, ми се чинеше дека небото го цепеа. Кога се разбранили сите свештеници дојдоа, заедно, буквално не знаевме кој попрво да теше. Значи од сите страни луѓе доаѓаат, плачат, се молат. Читаме молитвени инструментизирани колку многу таксисти кои што отишле, нели, да соберат деца да ги однесат дома во целата таа гужва. Изнесувале деца. Не се сеќавам на едно момче кој буквално го ожив, целиот беше пепел. Плаче. Знаеш, траума. Да му се чита молитва, пепел целиот тој. Стравотни сики беа тогаш. Од библиска гледна точка, зошто не се случува ова? Зошто се случуваат вакви трагедии? Знаете, она позната изрека, Бог ги зема секогаш добрите души. Зошто е тоа така? Невини души. Ова е многу осетливо прашање, не знам дали да те го одговорам, да бидам искрен, чекам малку да легнат работите тогаш, нели, најпрво на родителите, како за утеха. Немам храброст да им го кажам тоа, бидејќи во овие моменти на тага, родителите, како да кажам, беа прекрасни. Значи, толку беа соземени, толку беа присебни. На нивната несреќа, на нас не даде Бог време ние да ги припремаме. Значи, буквално со сите од родителите се зборувавме, ги тешевме, дававме совети. Знаете, најтешко е нешто да даваш утеха на некој кого не можеш да го утешиш. Не свештеник кој сакаш биди, значи, не знам како, однемавме зборови. Беа присебни, нели, на самиот чин, тагата им беше неизмерна, тагата ќе им остане неизмерна. Денес бев во посета на неколку мајки кои што, фала му на Бога, знаете, полека се утешуваат, многу се благодарни на уделот на црквата за, нели, начинот на кој, за организацијата на кој се изведе тоа, посебно сите беа, како да кажам, кој збори да го кажам, ќе биде лош, на еден начин утешени од словото кое што го кажа архиепископот наш, Охридски и македонски господин Стефан, за кој што сите кажа пофални зборови дека не очекувале дека така ќе ги утеши, буквално духот зборувал преку архиепископот, кој исто така не да со повеќе сострадува, бидејќи тоа се негови духовни чеда. И нели сето тоа се заврши, сега иде оној, да речеме, втор дел од нашата пастирска работа, која ќе треба ние секојдневно буквално да ги тешиме, да ги поучуваме како да се однесуваат со мртвите. Знаете, имаме многу од постарите обичаи, едети кои што буквално немаат врска со верата. Не првин јас, а најверојатно и тие родители, ради тие млади души, нема да сакаат да ги практикуваат. Тука треба да настапиме ние, да бидеме организирани како црква, нели, да им го посветиме вниманието кое што треба на тие родители, да ги поучуваме, да ги тешиме, да ги поучуваме во верата, дека, нели, да им зборуваме на кој начин Бог делува, бидејќи начинот и судовите на кој Бог делува
е сосема диаметрално спротивно од, нели, физичките и медицинските закони. Во право си тоа што каже дека Бог секогаш ги бира чистите души. Баш слушав една беседа од епископот Јаков од Струмица, кој што каже дека многу добро поентираше, вели дека Бог секогаш ги зема оние кои се подготвени за земја. И знаете, за нас некогаш е прерано, некогаш е, за некој е досна, но во Бога, за Бога секогаш на време. Искрено, можам да ти одговорам, но ради чувствителноста на темата, не би сакал да бидам лошо разберен, бидејќи навистина станува збор за луѓе кои што болката им е пресна, ни најмалку не им е залечени. Ќе се потрудам тоа лично, нели, во секојдневните разговори, да им го објаснам прво на родителите, а после, нели, кога ќе, нели, да Боже да слегнат работите, да им се објасни. Многу е битно ваков момент и поддршка од психолози, психијатри. Уште едно-две прашања имам за овој разговор. Постои ли начин да се прифати загуба? Не. Има родители кои што се добро носат со тоа. Внатрешната болка е внатрешна болка, тоа да не се лажеме. Значи, да Боже ќе станеш родител, ќе видиш кој ќе ти го дава враце, како 200 грама мелено месо што велиме, и ти го израснеш во човек и неднешка, да ти го нема. Да не се лажеме. Нашиот свет владика многу добро поентираше утишувајќи ги. Мислам, тие зборови така ги врежав и тоа им ги кажувам на сите луѓе, го цитирам владиката. Ви кажале? Да. Им се обрати на народот кој што беше на молебниот во паркот пред некој ден, каде што ги поистоветуваше жените, нели, мајките на починатели деца со Богородица, велејќи дека крстот и подвигот кој што го носите Богородичен, бидејќи Богородица го гледаше Христос, кој беше најправеден, најчист. Ги лечеше, ги хранеше, ги поучуваше, ги воскреснуваше, луѓето што направија го распра, ни крив ни должен. И сето тоа Богородица го гледаше, сострадуваше, што е најтешко, не можеше никако да помогне. И нели сето тоа го прифати со смирение. И токму тој маченички подвиг го имаат овие мајки. Тоа се млади деца. Јас во тие дечиња мислам 2 или 3 само не познам. Тоа се се млади деца со кои секојдневно се гледаме, буквално најдоброто од градот ни замина. Значи тоа беа деца безпрекорни, прекрасни, кои што без пороци, интелигентни, културни, убави, не знам како да ви кажам. Се што е најдобро како епитет го има. Само ги нема ни. Болката ќе трае вечно, според мене. Не само за Кочани, и за вас, и за блиските, затоа што тука сме засегнати сите. Родители кои што имаат дечиња стравуваат сега за дечињата. Меѓутоа јас искрено се надевам дека ова ќе не научи. Дека едно животна лекција ќе научиме, која што сите ние во текот на животот ќе внимаваме. Дали Кочани е мал град, 30.000 жители, ова е страшна трагедија да му се случи на ваков град. Вие сте отец во овој град. Дали мислите дека овој град некогаш ќе се излечи? Знаете како? Христос беше мртов и Кочани е мртво моментално. Христос воскресне и Кочани ќе воскресне. Тие млади деца ќе го воскреснат. Не е тешко. Целата надеж ми е во младината. Затоа, буквално секојдневно сум со нив. Многу ми замеруваат неколку браќа. Буквално одиме секојдневно, пиеме кафе по кафулињата и тоа и понатаму ќе го правам. Се додека до оној момент, додека епископот или духовникот му не ми забрани, а имам благослов за тоа. Бидејќи иако, нели, седиме, пиеме кафе, разговараме секојдневни теми, но и таму се случува еден вид на проповед. Луѓето се комотни, не прашуваат за било што, и така, нели, тоа не е еден начин, не дека сега ние сме, да не се разбереме дека таму сите сме ги направиле во црковни. Напротив, јасно. Имаме момент на поука, имаме дечиња кои што, пак, кога кажам дечиња, мислам на повозрастни него. За тебе, за вас е деца. Да. Кои што доаѓаат, се консултираат, имаме буквално наплив на луѓе кои што почнуваат да се учат на пост, на молитва, на исповед, на причест, на правилно практикување на верата. И тоа го прават токму тие млади.
Отец, дали би сакале во овој момент некоја порака да испратиме? Нешто да кажете за... Мора да постои утеха, мора да постои начин, за оние луѓе кои што следат од страна, кои што се исто така травматизирани, сите сме травматизирани. Мора да постои начин и да ни дадете некаков совет за да продолжиме напред. Црквата секогаш, посебно во најтешките мигови, е на браникот на луѓето. Низ вековите тоа така останува, тоа го потврдивме и ние. Не што правиме интервју, може секој да го прашате, како сега што луѓето својата надеж и утеха ја положи на црквата како никогаш до сега. А моделот кој што го нуди црквата е литургиски. Тоа подразбира активно земање учество на богослуженијата, на светите литургии, бидејќи литургијата не е некоја театрална измишлотина од нас, некоја измислица, се извинувам за сленгот, измислица од нас свештениците, бидејќи самиот Христос кога на тајната вечера, се сеќавате на моментот кога го крши лебот и не им подава од виното на своите ученици, вели: примете, јадете, ова е моето тело кое што се прекршува за вас, и нели пиете, ова е мојата крв која што се пролива за вас. И вели, ова правете го во мој спомен. Е, токму тој спомен се случува на литургијата. Ние се нарекуваме христијани. За да се нарекуваме, да бидеме вистински христијани, наш идентитет е Христос. Значи, самиот збор причест, за кој што ние нели многу зборуваме луѓето да се исповедаат, да се каат, за да се причест. Значи, част, тоа е црковнословенски збор што значи дел. Значи, ние стануваме дел од Бога, а и Бог станува дел со нас. Кога ние ќе станеме дел од Бога и Бог ќе стане дел со нас, тогаш сите болки натрешни, надворешни се облажуваат. Бог буквално ги крепи, луѓето им дава сила, им дава и искушенија, им дава и крстови, им дава и тешкоти, но сите тие тешкоти Бог не е некој робовладетел, не е некој тиранин, како да ви кажем, и некој искомплексирано битие кој што има апсолутна моќ и нели може да прави што сака. Напротив, Бог е љубов. Нашиот однос кој што ние треба да го градиме со Бога треба да биде синовски. Како јас што го имам со мојот татко, нели, можам да му сгрешам, но исто така можам и да побарам прошка. Бог исто така. Иако ние доаѓаме по биолошки пат, ние сме овде со допуштение и со благослов на дојдени на Бог. И Бог токму тоа го сака од нас преку молитвата, ние да градиме еден синовски однос. Што мислам, велат, ако Бог нема потреба од нашите молитви, ако гледаме да не бидам лошо разбран за ова, бидејќи на тие што ни веруваат Бог им дава се и тие се негови чеди. Но преку молитвата ние се облагодетуваме и нели го градиме тој наш синовски однос со Бог. Да. Тогаш сме христијани, доколку си причестуваме. А за да се причестиме, нели треба да имаме некоја подготовка преку покаяние заради нашиот начин на живот, заради нашите гревови, да се трудиме да бидеме добри луѓе, добри христијани и нели преку исповета, буквално на телото, да го изчистиме и нашата душа како храм на Светиот Дух, за да пристапиме достојни да се причестиме. Знаете, тоа е една проста математика, една проста логика. Го примаш Бога во себе. Да ти дојде еден нели гостин, собота правиш барем најмало некоја генералка за да биде чисто, нели ти доаѓа гостин. Да. Замисли колку треба да бидеш чист да го примиш Бога. Тоа е суштината на христијанството, тоа е нашиот идентитет. Не е христијанството сведено само ајде пропратно да запалиме свеќе, да оставиме дар. На Бога не му требаат крпи. На Бога, како што се вели во псалмите, му треба чисто срце и дух смир, ништо повеќе. Да го сакаме Бога и да го сакаме нашиот ближен. Тие се двете најголеми христијански заповеди. Доколку ние ги почитуваме тие заповеди, нема да имаме потреба од никаков правен систем, од устави, од закони и закони, од членови, од почленови. Бидејќи ако те сакам тебе, нема да го сакам твојот имот, ќе те сакам како човек, нема да посакам твојата жена, нема да посакувам твоето богатство, нема да посакам се што е твое. Ќе те сакам таков како што си создаден, како образ Божи. Многу е просто христијанството. Проста, едноставна работа. Димитар, ви благодарам прво што ме повикавте, што ми ја доверивте вашата доверба, преку овој канал да се споделат вашите мисли и посакувам многу и здравје и сила ќе ви треба во периодот што доаѓа, затоа што
За жал следуваат можеби и потешки денови, ајде не потешки, меѓутоа следуваат тешки денови и сите ние треба да бидеме тука за повредените, да оздрават, да дадеме една поддршка и Јасно. Затоа сме црква, да си помагаме еден на друг. Пак ќе кажам, црквата се сите луѓе. И сите земаме активно учество и сите треба секој на свој начин колку што може да помага на ближниот. Така сме христијани. Доколку не го правиме, тогаш сме само номинални христијани. Само ќе ви одзему уште една минута, ние како црква секојдневно се молиме, а и апелираме сите верници во своите мали цркви, во домовите, бидејќи ние така ги нарекуваме домовите, црква во мало, заедница во мало. Секојдневно во рамките на нивните можности, колку што можат повеќе во личните молитви да се молат за оздравување на моите херои, на нашите херои кои што се борат во болниците и за упокојување на уште поголемите херои кои за жал ги испративме во нивните вечни почивалишта. Бог не бара нели да читаме некои семинарски големи молитви, напишани, не знам, украсени поетски субави зборови. Едно Господу помилуј кажано од срце, но има поголема власт и моќ доколку кажемо од срце, отколку сите четива ако ги кажуваме само механички. Ти благодарам за времето и се надевам дека во некои подобри време ќе направиме она емисија интересната како што ја замислувавме. Мене ќе ми е чест, искрено, и не се надеваме доколку ќе го направиме сигурно. Дај Боже, имајте на во молитвите. Дај Боже да дојде побава време. Вас ќе ви се заблагодарам за вниманието и нека почиваат во мир 59-те херои, како што ги нарече Отецот, и секако и тоа се, а ми испраќаме сила на сите повредени кои што се моментално низ болниците, низ светот, а вие чувајте се. Се гледаме. Поздрав!